лудилото продолжува. Она што вчера го најавивме, денеска има свој продолжеток. Ова криминална, непотистичка и насилничка власт го покажува вистинското свое лице преку институциите со кои што раководи. Денеска се жртви Спире и Миле, утре ќе биде жртва секој еден од вас. Затоа треба секој еден од вас да си го постави прашањето во каква држава сака да живее и каква влада сака да ја управува оваа држава. Денеска ова што се случи е преседан во поновата историја на Република Македонија. Државата не успеа да ги заштити животите на двајцата притвореници. И за ова треба да има одговорност. И не само од оние структури на ниво на позорникари или луѓе кои што се грижат за безбедноста на затворениците во притворското деление, во притворот Шутка, туку треба да сноси конечно одговорност најповиканиот за сето ова, премиерот, деспотот Зоран Заев, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерката за правда Рената Треневска-Десковска. Ова е преседан од историски размери. Од денеска почнува насилничката историја на Република Македонија да се испишува. Повторно ќе кажам, денеска се Спире и Миле, а утре ќе биде некој од вас. Затоа треба да размислите што се случува денеска во Република Македонија. Деспотот тоне и во тоа тонење повлекува се со себе. Веднаш оставка од овие луѓе, формирање на влада за спас на Македонија и веднаш ВМРО-ДПМН ќе ги информира меѓународниот фактор, ќе го информира Комитетот за заштита и превенција од тортура при Советот на Европа и сите релевантни меѓународни институции. Рацете на Зоран Заев се крвави и не постои вода која што ќе може во периодот што следува да ги испере. Срамота и навистина, ако е ова примерот на демократските институции, ако ова е животот кој што се донесе во Република Македонија, нека им служи на чест. Граѓаните на Република Македонија ова нема да го заборават и за сите овие злодела ќе ги казнат насилниците и сторителите. Уште повеќе ме загрижува фактот што никој не најде за сходно да излезе и да ја признае грешката пред македонската јавност. Туку напротив, преку ефтин пиар се втурнуваат луѓе во дополнителни проблеми, во дополнителна жива кал, да правдаат нешто со изговори кои што не постоеле. Замислете, Мире и Спире, луѓе кои што во животот мравка не згазиле, ги провоцирале луѓето кои што ги нападнале физички, ги измасакрирале и со модрици ги пратиле во болниците во Република Македонија. И тоа го кажуваат институциите во Република Македонија кои што ги води деспотот Заев. Наместо да признаат, еднашка да се охрабрат и да кажат погрешивме и за ова што се случи некој ќе сноси одговорност. Срамота и ова е црн ден, поцрн не може да биде за демократијата и за Република Македонија. Ви благодарам. Не ми дозволија да го видам господинот Милијан Киевски, нити пак некој од болницата дојде овдека да ни објасни што се случува, нити некој ни кажа како ќе се развиваат работите понатаму. За волја на вистината дојде дежурниот доктор, ни објасни диагнозата дека има повреди по телото и така натаму. Инаку станува збор за навистина една тешка ситуација која што се случуваше пред вратата на собата каде што се наоѓа Милијан Киевски. Полициски сили, некаде околу 50-тина, може би повеќе на број, и јас заедно со неколкумина луѓе чекавме веќе повеќе од еден час некој да се одважи, да се охрабри, еве директорот да добие насока од неговиот предпоставено Зоран Заев што да ми каже, како да го оправдува, да ја каже диагнозата, за да можат сите граѓани во оваа држава да бидат рамноправни и да ги уживаат оние привилегии кои што им следуваат според устав. И луѓето кои што се наоѓаат во притвор имаат своји права и тие права треба да бидат заштитени. Денеска видовме дека не само што не се заштитени правата, туку луѓето се подложни и на тортура која што ја прави оваа криминална, непотистичка и насилничка власт предводена од деспотот Заев. Затворски чувари кои се од СДСМ најавуваат дека ќе им се случува ова. Предпоставувам се плашат од мене и се плашат од луѓето околу мене, луѓето кои што се дел од раководството на ВМРО-ДПМН, и токму поради тоа
овие луѓе кукавици кои што знаат на ваков подмолен начин да монтираат случаи во притворот против луѓе кои што се невини, бидејќи презумцијата на невиност е загарантирано право на секој еден граѓанин во оваа држава, да бидат нападнати од насилници и уште повеќе да ги тераат другите институции во системот да се правдаат дека тие предизвикале инцидент. Срамота и навистина се обидувам да бидам што е можно поконкретен во она кое што ни се случува денеска во Република Македонија. Навистина, срамота и немам каков поинаков збор да одберам од ова. Ви благодарам на сите, ќе молам тука е просторот каде што навистина итни случаи треба да доаѓаат во болницата, да го ослободиме и да видиме како ќе се развиваат настаните, ќе добивате изјави, ќе добивате брифинзи како ќе се развива ситуацијата. Ова се очајнички обиди на деспотот, заборавил на луѓето во Република Македонија додека ги гази дебелите килими широм светот каде што патува, дека реалноста овдека е сосема поинаква, а многу скоро ќе се соочи со таа реалност. И после тоа народот ќе му пресуди за ова што и го прави на Република Македонија.